Вести на Канал 8, добар ден. Општина Кочани објави оглас со кој на користење нуди сопствен деловен простор во градот и населените места. Со заинтересираните поединци или фирми кои ќе го добијат просторот, ќе склучува договор за закуп на 10 години. 790 метри квадратни деловен простор што е во нејзина собственост нуди под закуп Општина Кочани. Се работи за простории во објекти во градот и во селата Грдовци и Долни Подлог. Дел од просторот и досега имал корисници, но поради истек на периодот за закуп распишан е нов оглас со кој тој повторно се нуди за изнајмување. Во зависност од површината, односно од местото каде што се наоѓа деловниот простор, различен е износот на закупнината. При тоа, за сите простории што ќе бидат издадени ќе се одржи јавно наддавање, а со корисниците ќе се склучи договор за закуп на 10 години. Со огласот се бара нов корисник на просториите со површина од 290 метри квадратни во Долни Подлог, каде почетната цена е околу 10.800 денари. За просториите во Грдовци, каде на 262 метри квадратни работеше местната заедница, почетната цена е 8.800 денари. Во градот пак, Општина Кочани издава 3 делови од објекти што се во нејзина собственост, од кои 2 се лоцирани кај градските гробишта. Се работи за простории со корисна површина од 46 и од 102 метри квадратни, при што за првите почетната цена на наддавањето е 6.820, а за вторите 26.410 денари. Исто така во Кочани се издава и простор од 90 метри квадратни, што се наоѓа на улицата Македонска. Почетната цена што овде е определена за лицитацијата изнесува 8.822 денари. Целиот предмет на понудата е делив, односно еден понудувач може да поднесе понуда за еден дел на предметот што е под закуп, односно за еден, два или повеќе објекти, или пак за сите заедно. Право на учество имаат домашните и странски правни и физички лица кои ќе уплатат паричен депозит во висина од 2% од вкупната процената вредност на просторот што се нуди под закуп. Пријавувањето за учество на огласот е до 5 март, а јавното наддавање ќе се одржи една недела подоцна. Пријавите се поднесуваат електронски преку веб страницата e-ствари.мк. Градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров соочет за сработеното во изминативе 100 дена. Ги спомена реализираните проекти во изминатиот 3-месечен период, како и планираните проекти во 2018 и во наредните 3 години. По изминувањето на 100 дена од промената на локалната власт во Виница, градоначалникот Ивица Димитров соочет за сработеното во краткиот период од 3 месеци. Во отчетот рече дека 100 дена е премногу краток период за да реализираат некои позначајни инвестиции, но сепак релативно доволен за да ги постават стратешките насоки за 4-годишното работење, тоест да се знае на кои поголеми проекти ќе работи новата локална власт до крајот на оваа и следните 3 години. На почетокот од својот отчет Димитров потенцираше дека во многу лоша кондиција ја затекнала општината со наследен долг во висина од 96 милиони и 700 илјади денари. Во село Градец реализиравме 3 крака на канализациона мрежа, со што се поврзани со главната канализациона линија. Финализиран е проектот за реконструкција и партнерно уредување на детската градинка Гоце Делчев со средства обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка и општина Виница. Ископани се бунари за каптажа на вода за пиење во село Лески, со што се решава проблемот за вода за пиење, каде минатата година жителите на село Лески немаа вода за пиење повеќе од 6 месеци, со што овој проблем е веќе решен. Расчистени се патните правци, тротоарите и банкините од градот Виница кон најблиските села, тоа кон село Виничка Кршла и кон село Лески. Извршено е поврзување на новиот резервоар за вода за пиење за жителите на 3 мала, и тоа Мајсторци, Беловци и Петревци во село Грлан. Покрај овие активности за краток временски период планирани се и следниве проекти. Во село Блатец во тек изградба на каналски систем за наводнување и санација на локалните патишта. Во село Лаки моментално работиме на изградба на подпорни зидови. Во тек и тендерска постапка за набавка на нов ровокопач во вредност од 3.600.000 денари, од кои 2.600.000 денари се грант, а 1 милион денари е од страна на општина Виница.
Ќе се изврши реконструкција на водоводната мрежа во градот Виница во должина од 3698 метри во вредност од 6.500.000 денари. Ќе се реконструира и пренамени училница во село Лески, финансирана од УНИСЕФ во рамките на програмата за ран детски развој. Обезбедени се средства од страна Швајцарската банка за развој и инвестиции за физибилити студија за прочистителна станица во вредност од 150.000 швајцарски франци. Во тек се подготовки за проширување на регионалниот пат од Петланска река до село Бигла од 3 на 5 метри во вкупна должина од 14 километри, од кои 8,5 километри на територија на општина Виница во вредност од 52 милиони денари на целата траса, а трасата на општина Виница се 30 милиони денари. За реализирање на програмата во општина Виница, асфалтирање и поставување бетон плочки на улици и тротоари, водоводна мрежа и канализација, партнерно уредување и разубавување на општина Виница, обезбедени се средства од буџетот на општината во висина од 40 милиони денари. На крајот од отчетот Димитров спомена дека завршните сметки кои општината ги прикажува од работењето во претходната 2017 година во општина Виница, вкупните инвестиции се заокружуваат на околу 19 милиони денари, или разликата е нешто повеќе од 111 милиони денари, а до крајот на годината очекуваат да бидат зголемени доколку се пријават некои други проекти. Сдруженијето Свет Крст и општина Виница во соработка со неколку поголеми компании од Виница ќе стипендираат 21 студент. Станува збор за студенти од социјално загрозени семејства, а ќе добиваат месечно по 2200 денари. По неколку годишен вакуум во доделувањето на стипендиите, Сдруженијето Свет Крст од Виница потпиша нови договори со 21 студент, кои 9 месеци ќе добиваат месечен надомест од 2200 денари. Денес општина Виница, заедно со Сдруженијето Свет Крст, додели 21 стипендија на социјално загрозени студенти за наредните во тековната на оваа година. Значи, вкупниот износ е 414.900 денари, од кои што секој студент месечно ќе добива по 2200 денари. Очекуваме дека студентите ќе бидат задоволни, ќе учат повеќе, се надеваме дека ќе дадат допринос за развојот на нашата општина за воиднина. Така да морам да истакнам дека претходните 3 до 4 години оваа поддршка од страна на Сдруженијето Свет Крст беше прекината и оваа година ние возобновивме, така да се надевам дека студентите кои што се пред се социјално загрозени ќе бидат задоволни со овие финансиски средства кои што ги одвојуваме. Стипендирањето е планирано за период од 9 месеци, од октомври 2017 до јуни 2018 година. Комисијата која одлучуваше во изборот на студентите, селекцијата ја изврши врз основа на месечниот приход по член од семејството, со предност на децата од самоохрани родители, а како критериум се земаше и бројот на студенти во семејството. Санирани се повредите и пуштена е на домашно закрепнување керката од семејството во Кочани, во кое во четвртокот се случи убиство и самоубиство. И била понудена психијатриска помош поради претрпениот шок, но таа ја одбила. 22-годишната керка која во трагичниот настан со убиство и самоубиство беше повредена и хоспитализирана во Кочанската општа болница, веќе е пуштена дома. Лекарите ги санирале повредите што таа ги добила во нападот од нејзиниот татко, а поради доживјаниот стрес и бил понуден и психијатриски третман. Сепак таа го одбила и заминала дома. Од невладината ЕХО, која нуди бесплатна правна помош на жртвите од семејно насилство, велат дека не се работи за обично убиство, туку за така наречен фемицид. Тоа бил типичен пример кој ја отсликува родовата димензија на семејното насилство. Фемицидот представува најтешка форма на дискриминација на жените и тоа представува убиство на жена затоа што е жена. Значи најтешка форма и на најтешка форма на насилство врз жени и девојчиња. И покрај тоа што од полицијата во четвртокот соопштија оти немаат регистрирано пријава за семејно насилство во семејството каде што се случи трагичниот настан, сепак стручните лица сметаат дека крававиот чин е резултат на скриено насилство, што со години се прикривало.
Многу често семеното насилство и насилството врз жените останува скриено во фамилијата, значи не се пријавува, најчесто поради предрасуди што постојат и кај самите жртви, да се зачува имиџот на нормално функционално семејство, причини да се да не се остават децата да се сами да се сногиат, да се издржи во тие тешки околности, најчесто жените не пријавуваат. Јас верувам и како некој што со години се занимава со ова проблематика дека ова не е случај сега што се случил инцидентно. Ниту за општина Кочани, ниту пак за целата држава нема точна статистика за убиства врз жени извршени од нивните брачни партнери. Според невладината ЕХО, во изминатите 3 години на државно ниво кај нив биле регистрирани само 19 случаи на фемициди, односно насилства меѓу брачните партнери. Во Основното училиште Раде Кратовче се одржа третата обука како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Целта на проектот е вклучување на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаимното разбирање, толеранција и култура на диалог. Со првата работилница што се одржа во Основното училиште Раде Кратовче во Кочани и со втората во гимназијата Љупчо Сантов почнаа активностите како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Волонтерите на Општинската организација на Црвениот крст ја реализираа третата работилница или обука, која има за цел да ги обучи учениците кои што се учесници како да се подготви, имплементира и документира мал проект за помош на локалната заедница. Истата се одржа во Основното училиште Раде Кратовче. На првата работилница младенците се запознаа со организацијата на Црвен крст, на втората тие беа подготвени да действуваат на терен, а на третата ќе научат како да ги документираат своите проекти. После оваа работилница младенците ќе излезат на терен, каде што ќе добијат можност да ја стават нивната теорија во пракса и да направат проекти за добробит на заедницата. На 20 проект, нивните проекти треба да се финализирани и испратени во ПХВ канцеларијата во Скопје. На оваа работилница присуствуваат младенци од 4 основни и 2 средни училишта. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е проект кој со години континуирано се имплементира во нашава земја од страна на општинските организации на Црвениот крст. Главната цел на истиот е вклучување на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаимното разбирање, толеранцијата и културата на диалог. Мисијата на програмата е промовирање на културата на диалог како основен предуслов за создавање на интеркултурно општество и промовирање на активно знаење и активен однос кон животот преку принципите и вредностите на Црвениот крст. После оваа обука, младите волонтери се подготвили да ги стават своите новостекнати знаења во пракса. Поддржани од нивните десиминатори, тие почнуваат да ги реализираат своите мали проекти, во просек по 100 мали проекти по циклус за помош на локалните заедници во кои што живеат. Маскирањето, палењето огнови и гатањето за празникот Прочка се во целосна спротивност со канонот на христијанството и типикот на православната црква. Прочка е празник на простувањето и очистувањето на гревовите. Ден по кој започнува големиот великденски пост, за кој исто така е воспоставено правило. Луѓето да не си креираат своји правила на постење и духовно живење, порачуваат свештениците. Карневалите кои последните години станаа голема туристичка атракција, како и палењето огнови и гатањето по повод празникот Прочка, воопшто не се во согласност со канонот на православната вера. Со маскирање и со палење огнови и со гатање нема да бидат опростени гревовите, напротив, истото се коси со типикот на православната црква, предупредуваат свештениците. Прочка или Велики поклади е ден на православното христијанство на меѓусебно простување помеѓу верниците пред почетокот на Великденскиот пост. Секогаш е 7 недели пред Великден и е празник на искрената и пожртвувана љубов кон ближните, кој треба да го следи примерот на Исус за безусловно и безгранично проштевање меѓу луѓето. Всушност не само денот како недела, туку целата оваа недела
кој што измина е всушност недела на простувањето, каде што нели сите оние кои што си имаат прегрешено, обично по онаа традиција постарите одат кај повозрасните и бараат прошка за гревовите и согрешенијата кои што ги имаат нели направено, и доколку ги немаат направено нели од смирение и снисхождение, бидејќи како што не учи Христос, вели како што вие им ги проштевате гревовите на вашите ближни, така и Бог ќе ви ги прости на вас, што е доволен показател за смислата на простувањето и за нашиот однос кон ближните, бидејќи немаме потреба да влегуваме во поопширно толкување на овие зборови. Христос се јасно кажува дека простувањето е неопходно овде на земјата за и Бог да биде нели милостив кога ќе отидеме при него на небесата. Тековната недела пред прочка се нарекува сирна недела, кога не се јаде месо, туку дозволено е само млечни производи. Прочка во семејството се одбележува со богат ручек. Денот по прочка е чист понеделник, кога почнува големиот великденски пост. И тука има христијанско правило. Типикот на православната црква вели дека великденските пости се постат од понеделник до петок без масло. Употребата на масло е дозволено само во сабота и недела. Риба е дозволена само на празниците, цветници и благовештение. Освен телесниот пост, треба поголемо внимание да се посвети на духовниот пост, потенцираат свештениците. Должност е, како и претходните пати, повторно да апелираме, да кажеме да не се става главен акцент на постот со исхрана, бидејќи и самите свети отци, самата црква учи дека постојањето и воздржувањето од храна е само еден елемент помошен на оној вистинскиот пост. Знаеме дека вистинскиот пост се состои во засилена молитва кон Бога, размислување, созерцание и секако за нашиот однос кон сите луѓе, односно нашите ближни, значи да им помагаме на било каков начин. Под помош не се подразбира само нели финансиска помош, да не ги забравяме сираците, изнемоштените, старите лица. На денот прочка во недела во Кочанската црква ќе се услужи света божествена литургија, каде што свештениците ќе побараат прошка од верниците. Сите кои ќе постат првата недела може да се причестат на Тодорова сабота, бидејќи тогаш ќе се служи света божествена литургија, но само со благослов на духовник. Следува информацијата од спортот. Фудбалерите на Осогово викендов ќе патуваат во Србија на пријателскиот надпревар со Дубочица од Лесковац. Женскиот прволигаш Кочани продолжува со редовните тренинзи и подготовките за пролетниот дел. Продолжуваат подготовките на кочанските екипи пред вториот дел од правенствата во лигите во кои се надпреваруваат. Фудбалерите на Осогово викендов ќе гостуваат во Лесковац, каде ќе ги одмерат силите со екипата на Дубочица. Се работи за пријателски контролен надпревар, што беше закажан уште пред 1 месец, а средбата ќе биде можност да се провери подготвеноста на фудбалерите, откако минатиот месец кочанскиот второлигаш ја имаше првата прозивка и ги започна тренинзите пред пролетната сезона. Надпреварот ќе се одигра в сабота од 14 часот на градскиот стадион во Лесковац, а се очекува гостите од Кочани да продолжат со добра игра и да направат изненадување. Стручниот штаб на располагање ќе ги има сите играчи, што значи дека покрај фудбалерите што останаа од претходниот состав, во Србија ќе патуваат и новодојдените 14 мина. И женскиот фудбалски клуб Кочани ги продолжува подготовките за пролетниот дел од првенството во првата лига. По одиграниот пријателски надпревар со Каменица Саса, на кој постигна победа од 3:0, стручниот штаб во моментот нема закажано друга средба. Сепак, подготвителниот период се користи за реализирање на планираните тренинзи што се одвиваат на стадионот во Кочани. Според тренерот Јовановски, редовни се сите фудбалерки кои настапуваа за екипата во претходната полусезона.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.